часот. Притисоци, закани и ветувања. Со овие алатки владеачката партија се користи за да обезбеди што повеќе гласови за престојните избори. На удар се вработените во училиштата, фондовите, министерствата, државните институции. Последните минути следуваат скандалозни сведоштва за начинот на кој од штабот на ВМРО ДПМНЕ се врши упад во изборниот процес. Наташа Стојановска и Сашка Цветковска истражуваа и дојдоа до застрашувачки податоци. Ајден ексклузивно дојде до документи кои потврдуваат дека владеачката ВМРО ДПМН од своите вработени во државните институции барала да донесат списоци на луѓе кои сигурно на изборите ќе гласаат за ВМРО ДПМН. Од раководителите во институциите се барало да донесат список со 30 луѓе, додека од останатите вработени се барало списоци со 15 луѓе, со имиња, презимиња, адреси, телефони, изборна единица во која ќе гласаат. Сашка, тука го имаме и упатството кое преку штабовите на ВМРО ДПМН е доставено до институциите. Така, не само упатството, тука ги имаме и списоците, но во да ги провериме сите овие наоди како и веродостојноста на овие списоци, решивме да се явиме кај луѓето чии имиња стојат на овие листи. Се представивме како да се јавуваме од штабот на ВМРО ДПМН. Еве што одговараа вработените во институциите, чии имиња нема да ги објавиме во интерес на заштита на нивниот идентитет. Ало? Ало, добар ден. Марковски, дали е тоа? Да. Добар ден, господине Марковски, од Центар за комуникација се јавуваме од ВМРО ДПМН. Да, повеќе. Значи имаме еден мал проблем, ги проверувавме списоците кои ни ги доставувавте. Добро. Сега на вашиот список двајца од луѓето кажаа дека не знаат дека се на списоков и дека практично нема да гласаат. Кажете ми кои се? Да не можам да знам. Филја. И Милица. Да, зошто? Како може да не знаат, за нив се борам за таму за биомедицинско подпомогнато подување са. Бран не знам ако се добиле на и мажот е тој. Лично не го познам човекот. Ми тоа за неја пошто работам во фондот дека сум раководител, се обидувам таму горе да им направам да им треба работа. Так, а зошто се јавам, што да речем друго сега. Ако не да опроширам списокот, можам да опроширам со многу повеќе. Не, можам да го дуплирам списокот, можам да место 30 да направам 60. Не, ви имате 30. Тоа не е воопшто проблем. А во моментот ми се барало, нели, на брзина се бара за 2-3 дена. Не, господине. Тој ќе се најде ги пишеш, ама на случајност ништо не сум направил. Не, да не ме сватите погрешно, вие веќе имате повеќе од лимитот, нели лимитот е 15. Знам, значи можам да направам уште, ако има потреба во рече, ако сакате да им се пријавам на луѓето, да можат да им се пријавите вие. Не мора да вршиме таков притисок, можеме луѓето па и 300 услуги, ако тие луѓе не се задоволни од мене, не знам што да кажам. Не, видете вака, сега јас ќе ви кажам, во ред ова се, ви имате 32 луѓе, значи многу сте над лимитот, ви кажам еден од најуспешните на списоците. Така, ако најдете повеќе, тоа е секако добро, Да знаете, раководител сум, има поврска 30 имам. Како раководител 30, да, овде не пишува дека се раководител. Можам да направам уште многу повеќе. Не 30, тука можам 130 во секој време можам да направам толку луѓе. Само ми треба малку време, треба да искомуницирам со тие луѓе. Значи не сакам на случајно с некој да опишувам, да го познавам, и ти ме позна. Тука навистина треба да му се јавам и да знае зашто му се јавам и да знае што барам од него. Така, овој список... За тоа ми треба време. Извинете. И тоа така беше, јас на тие луѓе што беше најлесно да им се јавам. Да се чуеме, овој список вие кога го доставивте, тука нема датум? Тука нема датум, и тоа може ке насе грешката. Да не речем, може да беше пред еден месец. Така, добро. Наши гласачи се за нас гласаат секако, ми тоа мора да биде поврзано со моето име, знае кој врши работа во Скопје во фондот. Како може да не знае? Добро, значи незиното вработување секако ќе зависи од тоа, веројатно вие тоа им го кажавте. Не, она има проблем со инвитро, треба да се изведе и помагам за таа работа во Скопје. Така, а со Кадаров како сте? Кадаров овдека? Да. Океј, ми се покриени сите. Добро, прекрасно. И сите се активни. Тоа е добро. Се активни, целосно се активни, вклучени се само кај што треба да бидат вклучени. И само уште една работа ве молам. И старите вработени се вклучени, ја тука имам колешка една до мене. Така, одлично. Која е колешката? Колешка имам тука, ама она не е на тој список, она е по старите вработени. Вие сте вработена во фонд за здравствено осигурување? Да. Што е лица? Да. Имате доставено кај нас список со 21 човек? Тој список, јас се пресрдив на нешто друго, да. Добро.
Може да ми кажете дали сте сигурна дека сите овие ќе гласаат за вас? 100%. 100%. 200%, 1000%. Овде не ми пишува што сте вие вработена во фондот, меѓутоа ќе може да ми кажете колкава беше вашата обврска да донесете, колкав број на луѓе? 15. 15? Да, да. Што сте вие во фондот? Јас сум референт. Значи за вас обврската за 15. Кој ви ја соопшти, ќе може да ми кажете само? Молам? Кој ви ја соопшти обврската за 15 луѓе? Нормално раководител од кој може друг. Ви рече 15 луѓе дека треба? Да, да. А јас сите тие ги напишав затоа што знам дека тие луѓе ќе испаднат ќе гласаат, затоа ги напишав сите, ги наведов. Вие ги прашавте сите овие луѓе? Па нормално, па има таму имате и телефонски броеви, има и избирачки места како тоа од ракав, така ли ќе го напишеме? Добро, овде има некој што нема телефонски број и адреса, затоа ве прашувам на списокот, само избирачко место има. Па сега може би не ги имел раководителот, инаку јас му ги доставив. Јас ви гарантирам дека ќе испаднат тие луѓе. Тие се сепак мои луѓе. Комши, родители, сестра, и син, и кумови. А дали ви беа објаснети последиците? Не знам. Може, не дај Боже, некој да се разболи, да отиде во болница во крајен случај, некој па и не дај Боже, може и да почине до тогаш, па сега не можеме на се не можеме да предвидиме. Друго никој ништо не ми кажал, ама јас сум 100% сигурна дека сите тие луѓе ќе испаднат и ќе гласаат. Добро, значи ги проверуваме списоците што се ги доставувавте со луѓето што треба да гласаат. Ќе може да ми кажете само ваши податоци, вие сте вработен во? Фондот за здравство. Како што? Како референт. Колку... Референт по ортопедски помагач. Колкава беше вашата обврска, за колкав број требаше да донесете список? 15. 15, на списокот кај вас има 21. Да. Ги слушнавте вработените во институциите, оние кои биле приморани уште пред еден месец да ги достават списоците. Но освен кај нив се јавивме и кај луѓето од кои се барало да излезат на гласање. Еве што ни кажаа тие. Ало, добар ден. Алева? Да. Од контакт центарот на ВМРО ДПМН се јавуваме. Проверуваме веродостојноста на податоците тука доставени кај нас во врска со изборите и гласањето. Добро. Има доставено ваши податоци дека ќе гласате вие за нашата партија. Да, секако. Кој ги побара овие податоци од вас? Па, најверојатно тоа беа преку ќерката земани заради работното место нејзино и 15 гласачи кои ќе гласаат. Мислам дека е така, или по уште родни нисто бара од нас податоци, сега не знам од каде е тоа земено. Јас не знам, сега на две места сме ги давале тие податоци дека ќе гласаме. Каде работи вашата ќерка? Па е во 11 октомври училиштето. Да, пишува тука. Да. Што ви објасни кога ги побара податоците, рековте работното место? Па, таа работи 4 години. Рекоа со новиот закон дека сега после 2 години следува преименување. Може да кажем? Да, мораме да запишеме, ние проверуваме веродостојност. И 15 гласачи дека ќе гласаме до 12 саат, да. Ние сме и членови и ќе гласаме секако. И обезбеди ќерката сите 15 луѓе? Обезбеди, да. 18. 18. Толку и беа наложени, добро. Со кој образложение ви кажа дека ги бара податоците? Немаше образложение посебно, зашто знаеме и претходно кој имаше локални избори, слично бара луѓе што ќе излезат да гласаат сигурно, тоа од општина Центари бараат тогаш, така да немаше некое посебно образложение. Да, нас во партија ми даде список со вашето име, предпоставувам вие сопруг дека ќе гласате за нас. Да. Да, за тоа па сега мораме да ги провериме податоците. Ако, добро, говорете. Добро, значи вие ќе гласате за ВМРО ДПМН. Добро, тоа го правите само поради вашата сна или верувате и во каузата на партијата? Не гласам за да добијам. Туку? Молим, не гласам за да добијам. Сигурно да служува работа после 8 години.
Така. Не е вработена на 8 години. Има 2 малечки дечиња и така за да а не тоа да барам, тоа треба да се даде. Со кое образложение Даниела побара од вас да гласате, да бидете на улица? Побара? Зошто побарала? Да. А вас се ви интересира ли тоа? Ние сме од ВМРО ДПМН, од контакт центарот. Ако сте од ВМРО, уред е. Да, од ВМРО, од контакт центарот само проверуваме дали се лажни податоците. Не се лажни, оригинал се. Колку луѓе ви рече дека Даниела треба да обезбеди? Па не знам, она 15 тамо, не знам колку. Добар ден. Од партија се јавуваме. Од каде? Од партија. Од контакт центарот на ВМРО ДПМН. Да. Ќе мора да ги провериме податоците, сте ги оставиле тука, нема да ве задржуваме долго. Ќе може да ми кажете на чиј список сте вие, кој побара од вас? Како? Кој побара од вас да доставите податок дека ќе гласате за нас? Сопругот и една колешка. Ќе може името на колишката, мораме да провериме податоците, дали се релевантни. Толку проверки. Јановска? Да. Ово кој е основно училиште? Димитар Миладинов. Центарот за комуникации на ВМРО ДПМН. Може ли неколку прашања кратки да ви поставиме? Јас сум на работа. Многу кратки ќе бидеме само. Ајде, прашајте. Значи, проверуваме веродостојност на податоци оставени во партија, па не интересира дали вашето името на номер, бидејќи не ист телефонски број сте оставени. Дали ќе гласате за ВМРО, вие сте на списокот на Дамовски, дали е тоа точно? Точно е? Да. Ја не, меѓутоа сега на работа не можам тоа да го разговарам. Ве разбирам во ред. Подобро би било за тоа да не разговараме. Да нагласувам и што и како. Меѓутоа ви реков да и така. Одлично, ви благодарам многу и извинете за времето. Нова историја А1 работи подолго време. Паралелно баравме одговори од министрите од владеачката коалиција. Се разбира, за вакви списоци никој не чул. Но обрнете внимание на одговорот на министерот за транспорт и врски Милеја Накиевски, кој ако запрашан дали овие списоци постојат, веднаш знаеше дека тоа биле списоци со 15 луѓе за кои тој никогаш не чул. Бројката 15 се разбира нашиот репортер не ја спомна. Сакате да кажете дека не дошле до вас информации дека доаѓаат луѓе по куќи на граѓаните и бараат списоци? Јас немам таква информација. Не знам од каде ви таа информација, колку што знам, како член на извршниот комитет, немаме ние таква одлука да ги премеруваме, да вработените да даваат под 15 луѓе. Зашто ВМРО ДПМН сега пред изборите бара од своите партиски членовите или активистите се едно кои што се вработени во државните институции да донесат 15 или 30 луѓе зависно од позицијата во институцијата. Ние тоа не го правиме. Секој граѓанин сам може да одлучи за кого ќе гласа. Ние нудиме програма и затоа во Република Македонија се гласа од страна на тие што се исполниле над 18 години, значи полнолетни, свесно може да одлучат за која опција ќе гласа. Готови сте да преземете одговорност како се докаже дека тоа е така? Нема такво нешто, тоа се прашања кои што веројатно треба да ги поставите до политичките партии за кои што зборувате. Ова не е партиска пресконференција, за тоа прашање би упатува партиските органи. Дали знаете дека во основните и средните училишта врз наставниот и техничкиот кадар владачката ВМРО ДПМН врши притисок и од нив бара да доставуваат списоци со по 15 или 30 луѓе и нивни лични податоци кои сигурно би гласале за ВМРО ДПМН на престојните избори? Не знам за таква активност, да и да постои таа активност, да не би требало веднаш да запре. Тоа не е активност која што треба да се одвива во основни и во средни училишта и мислам дека тоа се повеќе шпекулација од реално. Доколку се потврди, како ќе реагирате? Ќе понесете ли ви одговорност како министри или ќе побарате одговорност? Не знам како тоа би се потврдило. Освен телефонски, екипата на А1 излезе на терен и со скриена камера. Граѓаните си ги препознаваа имињата и списоците на оние кои таму ги ставиле. Еве една илустрација. Не знам кај не ставил. И поверојатно сте вие, мачки? Што е од аеродром? Да. Добро, не ги познаваме, ние сме од центарот и само не пратија чисто за проверка дали... Нема проблем, за ВМРО сме ние. Значи се подпишавте на список? Се подпишавме све, нема проблем. Одлично. Добре, може ли само не мора? Ако? Само подпис, краток. Само да најдам.
Сведоштвата кои ги чувте веројатно на многумина им изгледаат застрашувачки, како што е застрашувачки помислата дека вашето работно место зависи од партиските задачи кои сте приморани да ги извршите. За жал, во ваков психолошки терор живеат и илјадници луѓе кои работат за државата. Да, Сашка, така е, но дали ова ја доведува во прашање легалноста на целиот изборен процес? Оваа приказна не завршува тука, а еден поседува и други списоци. Содржината е иста. Се менуваат само имињата.